Мојот наслов, односно насловот на оваа тема е победа во пустината на животот. Случајше ја оваа песна, а и гледајќи го насловот, можете да насетите зашто станува збор, зашто ќе зборуваме денеска. Кога ќе земете пустина и уште кога ќе додадете зборот победа, што добивате? Искушувањето на Исус во пустината. Познат настан, многу пати за него сме слушале, сме читале, сме разговарале. Но ајде ова утро да влеземе малку подлабоко во овој текст. Инаку овој настан го запишале Матеј, Марко и Лука. Што е многу интересно, сите тројца евангелисти, освен Јован, ајде да речеме Јован е посебен, го забележале овој настан затоа што сметале дека е важен. Знаете, кога секој од свој агол го опишува Евангелието, тоа е нешто на кое што треба да се обрне внимание. Оној кој што можеби не надополнил, другиот го надополнил евангелист. И затоа е многу битно и важно денеска да видиме што на вистина ќе извлечеме како поука од тој текст. Кога ќе го земете воопшто Евангелието и кога ќе ја земете Гециманија, и таа е важна. Вие знаете дека тука се решавало да се биде или не. Дали Исус ќе ја испие чашата или нема да ја испие. Значи, спасението на светот било да, ајде така кажам, како на една клацкалица. Но искушението во пустината е исто така важно како и во Гециманија. Гециманија, ако Исус во пустината подлегнал на искушението, во пустината, тогаш Гециманија и не би била, не би имала никакво значење. Значи, овде било исто да се биде или не. Кога зборуваме за спасението на човештвото, само Исус тогаш знаел колку тешкоти поминувал. И ако попуштел, тогаш целото спасение би отишло, би пропаднало. И нема ништо да има од Гециманија. Кога зборуваме за Исусовото кушање во пустината, тоа не се искушенија кои што се однесувале само на Исуса Христа. Се служувате ли со мене? Тоа биле генерални искушенија кои ни се случуваат на нас, на секого еден од нас, на секого еден во човештвото тука на земјата. Кога ќе го земете оној текст во Јовановото послание, кога кажува се што е на светот, што кажува Јован? Е желба на телото, желба на очите и поносот на животот. И кажува тоа не е од Отецот, туку од овој свет. И со тоа јас и ти се соочуваме секој ден, драги брати и сестро. Истите тие искушенија кои што Јован ги повторил, ги имате и во искушението во пустината. Ги имаме. Имате желба на очите, кога царството на овој свет било пред неговите очи. Имате желбата на телото, да ги гледате, што? Оние лебови кои што биле. А го имате и поносот на животот, да се скокне од храмот, а потоа ангелите да го носите и сите да го видат. Значи имаме повторување, тоа се тие универзални искушенија за целото човештво. Па ако се вратиме назад, на почетокот на Светото писмо, искушувањето на Ева, повторно го имате тој текст кај Јован што е спомнат. Желбата на телото, желбата на очите. Да се изеде оној плод. Па уште кажува Ева и милина било, што? Да се гледа, тоа е желбата на очите. Па потоа кажува дека е многу добар заради што? Заради знаење. Тоа е поносот на животот. И тоа постојано се повторува во овој свет. Така да ти и јас сме кушани слично како и Исус, како и Ева, како Исус во пустината. Затоа е многу важно да го проучуваме овој предмет. И дури, јас сметам ако
знам како и на кој начин кушачот ќе ми прииде, ако знам на кој начин ќе ми прииде, тогаш ние лесно би му се спротиставиле на кушачот и на искушението. Се служувате ли со нас? Ако знаеме на кој начин ни прииде, тогаш ќе се малку на страна ќе се ставиме. Значи, кога јас го знам начинот, како некој ќе ми прииде, тогаш можам јас лесно да се одбранам. И затоа ова е многу важно за проучување. И проучувајќи го ова искушение, ние можеме да го сознаеме начинот на размислување на сатаната. Како размислува тој? Методите со кои што се обидува да не покори, односно да не уништи. Ке читаме во Лукиното Евангелие, мада тоа е запишено во трите Евангелија, и во Матеј, Марко и Лука. Но ке читаме од Лука. Но за некои текстови ќе читаме помалку и од Матеј и од Марко. Затоа што тука постои една хармонија помеѓу евангелијата, едно наполнување меѓусебно меѓу нив. Некој кажал нешто што не рекол другиот, па така заеднички кога ќе го земеме целосно, ќе извлечеме правилно вистинската поука. Добро, кога ќе го земете Лука, запишено е во 4 глава. Сега малку ќе го запазиме контекстот на искушението во пустината. Лука тоа го става во еден контекст за кој што сметам дека е многу важен да го знаеме. Гледайте, кога ќе ги земите првите глави, ако читаме, првите глави од Евангелието на Лука му е многу важно, пред искушението зборум, првите неколку глави, на Лука му е многу важно да го нагласи Исусовото божанство и Христовата човечност. Двете работи. И веднаш на почетокот, кога Христос е роден, ќе го стави тој момент како Духот Свети ја осенил Марија, дека ќе биде од Духот родено тоа дете. Па потоа кажува, кога Исус бил во Ерусалим и кога се изгубил. Вие го знаете тој текст, кога го нашле. Па кажува, што ме барате? Па јас треба да бидам во домот на мојот татко. Тој јасно Исус го нагласува своето потекло, дека има божанско потекло. Па потоа Јован Крстителот, кога треба да го крсти, па кажува, ти си поголем од мене, ти треба да ме крстиш мене. Не јас тебе. Се е тоа негово Божјо потекло. Па потоа се слушнал глас приликум крштевањето. Ова е мојот син возлюбен. Повторно, гледате ли како Лука го нагласува неговото Божје потекло? А потоа третото поглавје. Пред Исусовото, пред самото Исусово искушение, Лука става, што? Родослов. Става родослов. И тоа кажува однапред, па назад се враќа. Пазете сега. Зошто? Од Исус почнува. Се оди така се до Адам. Назад. Зошто? За да би ја покажал неговата човечност. Дека тој исто така, како што е Бог, е и човек. И во тоа 4 поглавје доаѓа искушението и тоа не е случајно. Токму пред искушението се нагласува неговата човечност. Ајде ние да ја цитираме малку од Копнежот на вековите. Ние имаме тука фантастични 2 поглавја за искушението. Не знам дали сте забележале. Кога Исус влегол во пустината, за ѓаволот да го искушува, дека го напушта, што пишува Елен Вајд? Го напушта славата Божја. Славата Божја го напуштила. Значи, кога зборуваме за Христа, Бого човек, кога влегол во пустината, тој бил каков? Како човек, како ти и јас. Значи, се кажува потполно славата Божја го напуштила. Елен Вајд уште ќе каже дека дотогаш бил во таква заедница со Бога, што бил изнад човечките слабости во таа заедница. Но сега кажува, славата Божја го напуштила. И тој влегува во онаа пустина и таму бил, како што кажува текстот, 40 дена и постел.
Она што можеме да го научиме. Еве сега нешто општо за искушенијата. Кога искушенијата доаѓаат? Кога искушенијата доаѓа? Кога го гледаме Исусовото влегување во пустината? Кога, во кој момент? Искушенијата доаѓаат кога сме духовно високи, на едно духовно високо ниво. Сите тројца евангелисти забележале дека искушенијата дошле кога? После крштевањето. Не пред, туку после крштевањето. Знаете, крштевањето не го уништува сатаната. Не го уништува. Мада ние тоа би го посакувале. Че се крстиме и еве раскина вече со сатаната. Но не е така. Ова го докажува тоа. После крштевањата дошло искушението. Но кога дошло искушението? Кога тој бил, значи, на едно ниво духовно високо. Тогаш дошло неговото искушение. Јас се сеќавам, можем да спомнам кога се крстив. Кога се крстив и после таму, кога ми честита, еден брат дојди и ми вели, тек сега почнуваат искушенијата за тебе. Еден постар брат. Па јас тогаш размислив, па зошто сега ме плаши? Зошто сега да стигнат искушенијата? Кога ја гледате Библијата, токму после крштевањето, доаѓа сатаната и сака да го сруши Исуса. Значи, кога сме духовно високи, кога сме физички слаби, кога ѓавол му пријаѓа на Исуса, кога бил слаб, го искушува 40 дена, пишува праве. Го искушува 40 дена. А потоа, посебно, му приидел, кога? Кога е слаб, гладен. Тога ѓаволот го искушува. Кога сме емотивно и физички слаби, исцрпени. И трета работа, кога сме сами. Ајде, ова може би не е генерално, но многу често ќе бидеме подложени на искушението кога сме сами. Знаете, треба некојаш да бидеш и сам. И има тука такви моменти кои што ќе ги спомнеме, ќе ги видиме. Но да бидеш со браќата и сестрите, со духовно јаки луѓе и да се проучува Библијата е многу посилно да му се спротистави на искушенијата на ѓаволот. Отколку да се биде сам. А Христос во пустината бил сам. Еве она што може да се види неколку паралели пред да влеземе во самиот текст. Не бил Исус првиот кој што постел 40 дена и 40 ноќи. Кој бил тој друг во Стариот Завет? Кој постел? Мојсей. Го имаме Мојсей, а имате уште една особа. Дали ја знаете, сте забележали ли тоа? Илија. Кога гледате во кој период од нивниот живот дошол тој пост, кај Мојсей дошол во средината, кога? Во средината на неговата служба. Кај Илија дошол на крајот од неговата служба и он се воздел. А кај Исуса, кога доаѓа? На почетокот. На почетокот. И има тука разлика. Одиме сега. Лукино Евангелие, 4 глава. Еве го почетокот го читаме. Првиот стих. Лукиното Евангелие, 4 глава. Првиот текст. А текстот кажува: И Исус исполнет со Светиот Дух се врати во Јордан. Добро, можеме и втори. И Духот го водеше во пустината. И Духот го водеше во пустина. Текстот кажува дека не отишол самоволно во пустината. Кој го водел таму? Духот Свети го водел во пустината. Текстот кажува дека не отишол самоволно. Зошто Исус отишол во пустината? Зошто Исус отишол? Ако го земете сега повторно текстот од Копнежот на вековите, се кажува дека Исус отишол во пустината не за ѓаволот да го куша. Не за тоа. Туку за да би се припремал за служба. Исто како и Мојсей и Илија. Сега, што кажав, осаменоста има свое место. Значи, јас треба да се осамам на некое место за да се припремам
за служба. Затоа Исус отишол во пустината, за да биде сам. Знаел што го чека и се припремал за служба. Затоа постел и затоа се молел. Пазете, 40 дена тој се моли и пости, се припрема за служба. И што дошло како одговор на неговата молитва? Што дошло како одговор на него? Дали небото се отворило и се срушили благослови врз него? Како одговор на неговата молитва дошол кушачот, и тоа кога? На 40-тиот ден. Знаете кога јас размислувам за ова? Знаете кога се молим и кога тогаш очекуваме целото небо, сите благослови кои ги припремало да се исторат врз нас. Но не е секојаш така. Многу пати е поинаку. И како одговор на неговата молитва дошол кушачот. И пазете сега, тука дошол лично сатаната. Лично сатаната дошол. Знаете, мене може никогаш во живот не ме искушувал сатаната. Зошто ова го велам? Може би не сум му бил интересен во животот. Има многу други паднати ангели кои ги викаме ние демони. Па може би таа работа они ја терале со мене. Може би никогаш сатаната не бил тој кој што ми приидел мене. Може би имал поважни работи. Но овде кога зборуваме за искушението во пустината, тука лично сатаната дошол. Еден на еден. Ова не сакал да му го препушти на никој друг. Зошто? Затоа што е да се биде или не со човештвото. Исус како човек треба да извојува победа. Целиот план ќе падне, а сатаната лично доаѓа. Ајде една дигресија. Може би сте читали, мислам дека е вредно да се спомне кога зборуваме за ова. Џон Ендрус, кога одлучил да ја напише книгата Историјата за саботата, и тогаш одлучил да се повлече во едно мало градче. Имало таму една библиотека и тука одлучил да остане и да истражува како дошло до промена од сабота во недела. Џон Ендрус запишал дека седел во својата работна соба. Тука бил неговиот син и одеднаш вратата се отворила и Џон Ендрус кажува дека во неговата работна соба влегол самиот сатана. Синот не го видел. Ниту видел дека вратата се отворила. Џон Ендрус седи на својот работен стол. Ова се негови зборови и кажува дека сатаната дошол позади него и кажува дека го стиснал за рамената и кажува дека осетил таква голема болка што можел само да викне по синот да се моли. И синот се молел и кажува, почувствувал полека како го напушта и како излегува од таа просторија. Кога зборуваме за важни настани во човештвото, како што ова било, и се кажува дека тука лично дошол сатаната, затоа што тоа многу важно било за нашето човештво, како и на кој начин саботата е потисната, а е дојдена неделата. И како да се вратиме на вистинскиот пат, на вистинскиот ден на саботата. Сега, како сатаната се појавил? Како се појавил? Дали се појавил онака како што, знаете, на цртежи го цртат некои луѓе на овој свет? Знаете, онака со рогови, па уште и копита, па и она вила, па и оној црн плашт, она мантија. Дали така се појавил Исус? Како се појавил пред Христа? Се кажува дека се појавил како ангел на светлината. И вака рекол: пратен сум од Бога и имам налог од Бога да го прекинеш постот. Нема потреба веќе да постиш. Нешто слично ако одиме во Стариот Завет, кога Аврам требало да го жртвува Исус. Знаете ли дека дошол кој е? Ангел и дека му рекол: нема да го убиеш детето. Бог се потруди, се постара, Бог најде друг начин. Го знаете тој настан, нели? Исто вака тој дошол сега како оној кој што е пратен од Бога и кажува: не мораш веќе да постиш, не мораш да умреш, Бог ме прати. Сега, ајде друго прашање. Како Исус го препознал? Како Исус го препознал? Веруваме дека он
Веруваме дека он е како човек. Како човек. Како Исус го препознал. Пазите, тоа било тешко. Да не се залажуваме. Знаете, некој кој е ангел на светлоста. Никога сатаната не се представува каков што е на вистина. Дошол како ангел на светлината. Како Христос ќе го препознае? Дека тој на вистина е од Бога. Дека тоа што го кажува е вистина. Само преку една работа. Како успеал да го прекине и да го насети со познавањето на Светото Писмо. И вие знаете, за секое искушение, тоа е многу важно за нас. Тој се бранел со што? Пишено е. И тој видел тука нешто не е во согласност со Писмото. И така го открил. Мислам дека кога зборуваме за ова, за сатаното појавување како ангел на светлината и го споредиме со последните денови и сатанската превара во последните денови, има многу добар цитат во големата борба. Се наоѓа на 480 страна. Наскоро пред нас ќе се покаже последната голема измама. Антихристот пред нашите очи ќе прави чуда. И пазите го сега ова. Оној што тој ќе го имитира, она што тој ќе го имитира, ќе биде толку слично на вистинското, што ќе биде неможно да се разликува едното од другото, освен со помош на Светото Писмо. Повторно нема да дојде со оние слики. Ѓаволот во последно време, како што некои го представуваат со рокови. Он исто ќе дојде како светлосен ангел, представувајќи се дека е тоа тој. Само кажува, со помош на Светото Писмо ќе го препознаеме. Дали ова седмица читавте Свето Писмо? Да. Драги браќи и сестри. Читавте ли? Пазете, не можете да им се спротиставите на искушенијата ако на последните денови, ако не читаме Свето Писмо. Ако не нурнеме длабоко во Библијата, не е можно да не се залажуваме, драги браќи и сестри. Не е можно да му се спротиставиме на сатаната. И тоа не површно познавање на Библијата, туку познавање, длабоко познавање на текстовите во Библијата. Инаку ќе бидеме прелажани. И Христос се одбранил само познавајќи го Светото Писмо. Ајде сега да влеземе во самото искушение. Значи, одиме со 4 глава, 2 и 3 стих, а таму пишува: 40 дена Духот го водеше во пустината 40 дена, каде беше искушуван од ѓаволот. А во тие дни не јадеше ништо, а кога поминаа тие, тој огладне. Тога ѓаволот му прииде: ако си син Божи, кажи му на овој камен да стане леп. Сега Христос 40 дена и 40 ноќи пости. Тоа е нешто над човечките способности. Значи, тоа било што? Божја интервенција. Божја интервенција. И он ослабел, се стопил буквално во тие 40 денови. И тогаш му доаѓа кушачот и му кажува: па ајде претвори ги овие камења во лебови. Знаете, јас кога гледам некои, ако биле во пустина, јас кога гледам на телевизија, она пустина кога ја гледам, па и тие камења стварно изгледаат како лебови. Па и сега плюс тоа го куша и заради тоа што е гладен, а и уште имате и моќ да ги претворите тие камења во лебови, тука искушението е многу повеќе. Ајде тоа да го престориш, му вели. Зошто Христос не го направил тоа? Како препознал дека овој захтев не е од Бога? Ова реченица, ако си син Божи, зошто е толку битна за нас? Зошто за неа најмногу зборуваме? Зошто ѓаволот тука сами од себе си се открил преку ова реченица? Ако се вратите само малку наназад, кога Исус се крстил, што рекол Бог од небото? Што рекол? Ова возлюбен син кој е по мојата волја. Пазите, Бог кажува: ова е мојот син. А потоа доаѓа едно небесно суштество пратено од небото и кажува: ако си син.
Божии. Што тоа значи? Дека он се сомнева во зборовите на Бога, кој што потврдил дека тој е син Божи. И Христос не сакал да подлегне на тоа искушение. Значи, задоволувањето на апетитот не било проблем за него, не било проблем. Туку само ова реченица. Христос не бил против задоволувањето на апетитот. И тоа можеме да го видиме во Евангелието, кога ги нахранил таму 5000 луѓе и кога дури не ги пуштал да си одат. Кога ги нахранил после 4000 други. Па таму учениците кога јаделе класија. Па онаму Давид кога јадел од оние свештенички лебови од храмот. Значи, важно е да се задоволи гладта, а не некои правила кои што ги поставиле порано фарисеите. Не бил он против гладот и против задоволување на гладот. Но ова прашање, ако си син Божи, овде гледаме дека Исус одговорил. Не ке живее, што рекол, човекот само од леб, туку од секој збор Божи. Тој цитира еден текст, од каде го кажал ова? Не била напред, од Стариот Завет. Цитира еден текст од 5 Моисиева, 8 глава, 2 и 3 стих. Ајде да видиме, да отвориме кој носат. 5 Моисиева, 8 глава, читаме. Читаме 2 и 3 стих. Што пишува таму? Спомнувај си за целиот пат по кој Господ твојот Бог те водеше низ пустината во овие 40 години, за да те смири, за да те испита и за да дознае што те е во срцето. Дали сакаш да ги држиш неговите заповеди или не сакаш? Те смируваше и те мореше со глад, а потоа се хранеше со мана, за која не знаете ниту твоите татковци, за да ти покаже дека човекот не живее само од лебот, туку дека човекот живее и од се што излегува од Господовата уста. Тука е 40 годишното лутање во пустињата. А Исус сега колку денови? 40 денови. Ден за година. И не е случајно што Исус го цитира тој текст. Кажува, запазите ова паралела, кога тие лутале 40 години во пустината, Бог кој ги однел таму? Бог ги однел таму. Бог ги однел таму. Преку Мојсей, се разбира. Бог 40 години што правил таму со нив? Ги тестирал. И кажува, биле гладни, зошто? За да знаат, што? Дека не се живее само од лебот, туку од секој збор Божи, кој излегува од устата Божја. Христос е исто така одведен во пустината 40 дена. И знаете ли кој треба да каже крај? Знаете ли кој треба да каже крај тук? Крај на тестирањето, кој треба да каже? Само Бог. Само Бог. Како што и на 40 годишното талкање Бог ставил точка и не можеле тие сами да го напуштат тоа тестирање. Исто и за Христос. И ѓаволот сега сака да каже, стави точка. Не мораш веќе да постиш. А Исус знае дека тоа не е порака од Бога и затоа го цитирал овој текст. Кога тие биле во пустината, вие знаете дека често негодувале за што? За храна. Што ни беше убаво наму, јадење, пиење, сега нема храна. Често негодувале во пустината за храната. Немаат храна. Па Бог му праќа што? Прве што му праќа? Оние препелици, така. Па потоа и мана. Христос сега треба да победи. За она што тие негодувале, тој не требе да мрмори. 40 дена немате ни збор на негодување од Исуса Христа. Таму каде што паднале тие и ние, он победува. Сега која е поуката за нас во овој текст? Знаете, јас никогаш нема да можам оние камења или оние камења да ги претворам во лебови. Можеме ли такво нешто? Јас можам со години да ги гледам тие камења
и ништо да не се случи. Но јас можам лебо да го претворам во камен, ако го оставам таму неколку денови и може тоа. Но не можеме камењата да ги претвориме во лебове. Тоа за нас не е искушение. Не е искушение. Но она што е за нас искушение, тоа е да се сомневаме во Божјата реч. Кога Бог ќе каже нешто, па да го смени своето мислење. Нема да го промени своето мислење. Рекол, син си мој и нема прашања ако си. Значи не треба да се сомневаме во Божјата реч. И овде кажува, зашто? За секој збор, секој. Значи живееме не само од лебо, туку од секој збор што излегува од Божјата уста. Колку зборови? Секој збор кажува. И кажува, вака ќе го избегнете искушението. Така што ќе ја скриете неговата реч во своето срце. Одиме на второто искушение. Ако хронолошки гледаме кај Лука не го прати оној хронолошки ред кој што го пратат Матеј, лебови, врвот на храмот, па потоа и царството на овој свет. Тој царството Лука го ставил на второ место, на место на трето, а Лука на трето. Ако го земете копнеш на вековите, ќе видите дека Елен Вајт се сложува со Матеј, но тоа не е ни толку битно. Така да сега ќе одиме на ова трето искушение по Лука, а тоа требало да биде второ искушение. А тоа се наоѓа во 4 глава 9, 10 и 11 стих читаме од Лука. Четврта глава 9, 10 и 11, а таму пишува: и го одведе во Ерусалим и го постави на врвот на храмот и му рече: ако си Божи син, фрли се од тука долу, зашто е запишено: ќе им заповеда на своите ангели за тебе да те запазат и ќе те носат на раце, за да не си ја сопнеш твојата нога на камен. Сега, гледате ли, ѓаволот го цитира писмото сега. Го цитира писмото. На кој начин? Тој е голем познавач на писмото. Јас мислам дека многу подобро од нас го знае, го познава писмото. Но тоа што го познава Светото писмо не значи и дека го разбира. Знаете, за разбирање на Библијата не е доволно само познавање или цитирање на текстовите или напамет учење на текстовите. Туку е потребно духовно да се разберат текстовите. Духовно да се разгледат. Знаете, никогаш непрепороденото срце не може да ја разбере Библијата во суштина. Тоа исто важи и за ангелите и за сатаната. Значи, непрепородено не може да разбере. Он знае напамет, но го промашува контекстот и значењето на некои текстови. И тоа можеме да го видиме во некои други настани и текстови ако читаме од Библијата. Сега, гледате, ова не е искушение за мене или за тебе. Ајде оние лебови, знаете, задоволување на апетит, честопати може да попуштиме тука. Може да попуши. Но да се качам, што вели? Но да се качам на зграда и да наблюдувам од дозгора, никога за мене нема да биде искушение. Па да скокнам долу, па да се помалам да ме фатат ангелите. Никој што не би го направил. Не знам дали е тоа случај и со вас. Јас ке се држам за она ограда цврсто, па дури ако е многу високо, тоа ги па ќе се симнам долу. Зошто ѓаволот сега на оваков начин му приоѓа на Исуса Христа? Зошто смета дека ова ќе биде примамливо за него? Зошто? Ова може би и не е лесно да се разбере ако не го разбераме историскиот контекст на сето ова, на она време кога било. Кога народот во она време го очекувал Месијата? Кога? Имало неколку карактеристики кои Месијата требало да ги исполни. Прва карактеристика. Ке дојде во храмот.
Така било верувањето на оние фарисеите на старозаветниот народ. Прва карактеристика, ќе дојде во храмот. Второ, ќе владее од храмот, се кажува ќе владее со цел света, центар ќе биде храмот. И трета работа, како ќе се појави? Се кажува, верувале, се кажува ќе дојде на највисокото место од храмот и таму ќе сака да застане. Односно ќе застане. И тога сите ќе го видат. Не е случајно што ѓаволот го одвел Исус токму на највисокото место на храмот и тука да застане. Но ѓаволот оде и чекор понатаму и кажува: скокни. Скокни. И сега можете да замислите, може би утрото осамнувало. Свештеникот принесувал жртва, големата капија се отворила, народ веќе почнале да одат, да жртвуваат. И он кажува тогаш во тој момент: скокни, и потоа ангелите ќе те носат. И не само што ќе се уверат дека си ти тој Месија, кој си застанал таму на храмот, туку и ќе направиш чудо и веднаш ќе те устоличат. И ти ќе бидеш тој. Во тоа било искушението на Исуса. Тука било искушението за Христа. Тоа би значило, што би значило? Тоа би значило дека Христос сам себе си, што? Ке се устоличи или се прогласува за цар. Но Бог бил тој кој што ќе го каже моментот за тој да се устоличи. А ова би значило јас ги превземем работите во своји раце. Тоа било искушението за Христа. Гледајте овде, ѓаволот го цитира, што цитира од Стариот Завет? Го цитира 91-иот псалам. Ако читаме, 91-иот псалам. И 11-тиот стих, што пишува? Зашто им заповеда на своите ангели да те чуваат на сите патишта, ке те носат на раце за да не се сопнеш од камен. Гледате каква борба со Библијата помеѓу Исуса Христа и сатаната. Дали ѓаволот го цитирал комплетно овој текст сега што го прочитавме? Зошто им заповеда на своите ангели да те чуваат на сите твои патишта, ке те носат на раце за да не сопнеш од камен. Ајде да видим. Ако сте споредили овие зборови со овој стих и ѓаволот кој што ви кажува, имате еден дел кој што ѓаволот го изоставил. Дали е случајно? Нема случајно. Нема случајно ништо. Еве како гласи текстот. Ке им заповеда на своите ангели за да те чуваат. Тоа го нагласил. Тоа го цитирал. А ова го изоставил. По сите патишта твои, така стои во оригиналниот текст, ако зборуваме и ако читаме од и тука, а и од грчкиот превод. Односно од еврејскиот превод. Значи ангелите да го чуваат кога? По сите патишта твои. Чии? Божи. Значи тоа го изоставил. Дали случајно? Не. Гледате ангелите кадечко чуваат? На патиштата Божи. Значи, она само што Бог го зацртал како пат, тука ангелите ќе бидат со него. Тука само ангелите ќе бидат со него. На тој пат ќе го штитат. Она што Бог го кажал. Ова Бог не го оставил на неговиот пат да скокне од храмот. Затоа некои коментатори ќе кажат дури и тоа да го направил Исус, ангелите не би интервенирале. Затоа што тоа не било во намерите Божи, не било тоа Божи пат за него. Од ова можеме да извлечеме една поука за нас. Кога мене ќе ме сочуваат ангелите. Треба да одам по патиштата Божи. Значи треба да одам по таа патека која што Бог ја поставил за мене и се однесува, односно ја замислил за нас. А често ние си одбираме наши патеки. А не да одам и да го искушувам Господа. Го одвел, вели текстот, го одвел на врвот од храмот. Јас сега не знам како го одвел.
Не знам како го одвел на врвот од храмот. Ја сега не знам како отишол до таму го однел. Тоа е чудо. Он може да прави чуда. Пазете сега. Он може да прави чуда, ѓаволот. Но запазете, не можел што? Да го натера да скокне. Не можел да го турне. Значи он имал моќ. Имал моќ. И го земал и го ставил на врвот на храмот. На храмот. Но не можел што? Да го турне. Зошто е тоа битно за нас? Зошто е тоа битно за нас? Значи, ѓаволот не може да не натера на грев, драги браќи и сестри. Во некој случај. Тој може да не куша, но нема власт. Забранете му е него да не турне, да не присили. Тој може да не куша, но нема власт тоа да му било забрането за Исуса Христа. Мада бил посилен од него во тој момент. Затоа што му било забрането, тој и тоа не го направил. Исто и нас, ѓаволот не искушува, но не може да не натера. Знаете, кога некој кажува, па тоа беше посилно, ѓаволот беше тој, ѓаволот е крив за тоа. Нема оправдување. Нема оправдување. Значи, он нема моќ, он може да постави искушение, но мојата слободна волја е таа која што одлучува дали ја ќе подлегнам или не на искушението. Лука 5 стих, читам. Лука 5 стих, од 4 глава. И го одведе на високо место и му покажа во еден миг сите царства на светот. Го изведел на гората и му ги покажал, што вели текстот? Сите царства. Коментаторите сматраат дека е можно тоа да било она гора каде што бил Мојсей, планината Небо, пишува во Стариот Завет. Кој ја гледал таму од таа планина земјата, ветената земја во која што треба да влезат. И дека Исус стоел таму и ја посмртал земјата, но не само неа, туку и многу повеќе, сите царства на овој свет. Ѓаволот му ги покажал. Што било лошо во ова? Зошто сега Исус со едно вакво искушение? Онака како на филм. Онака како на филм му ги пуштил сите убавени, сите царства на овој свет. Зошто ова било примамливо? На Христа ова му било примамливо само од една причина. По човечко размислување. Значи, може полесно што? Да дојде до царствата. Значи, без тешкоти и без проблеми. Некој му нуди на тацна. Еве, се е твое. Моje, но сега сето ти го предавам. И Исус на вистина треба да го прими царството, ако читаме. Но малку на поинаков начин. Преку проблеми и преку некои потешкоти. Ова би значило што, драги браќи и сестри? Круна без крст. А тоа Исус не го сакал. Значи да ја добиеш круната без крстот. Круната ќе дојде, но кога? После крстот. Значи нема страдања, нема борби, нема жртви, туку доаѓа круна без крст, а тоа би значило дека нема опростување на гревовите. Кога дошло опростувањето на гревот? Кога бил на крстот? Гледате ли сега како ѓаволот сака да заобиколи, вели еве ти царство, а не мораш да го исполниш, не мораш да се жртвуваш. Тука се кршело копието да се биде или не. Судбината на човешото и спасението тука се решавало. Кога ќе го отворите посланието до Филипјаните, на висина Исус добил круна. И кога ќе го земите второто поглавие, кажува дека има царство, сета убавина. И кажува он сето тоа што? Го оставил и постанал човек. Обичен човек и тоа кажува послушен до смрт на крстот. Значи, сето тоа го оставил од небото. И потоа Бог го возвисил, му подарил име поголемо од секое друго. Значи имал царство и бил спремен тоа да го остави за да дојде и потоа повторно да го добие, но после крстот. Значи круната доаѓа, да го запаметиме, после крстот.
Што е тоа што е овде поучно за нас? Кога зборуваме за третото искушение, што е она што треба да го научиме? Прво, значи нашето царство, што? Не е од овој свет. Ако го прифатам царството на овој свет, го одбивам кое царство? Божиото, вечното, небесното царство. Ако Христос го прифатил царството на овој свет, он би го одбил тоа Божио царство и со тоа човештвото би било поништено, изгубено. Втора работа. Круната и во нашиот живот доаѓа по пат на крст. Значи, круната и во нашиот живот доаѓа после страдања и после одредени неволји на оваа земја. Кога ја читаме Библијата и кога читаме во старозаветните великани, тие тоа го разбрале. Еве само отворете ги Евреите 11 глава 36 стих. Ако читаме, што пишува таму? Евреите 11 глава 36 стих. Таму пишува: други доживеа подигрување, удари и покрај тоа и окови во темница. Беа каменувани со пили, резани на две. На искушенија подложувани, умираа од меч. Скитаа во овчи кожи и во козји кожи. Во оскудност, во неволји, во лоши постапувања. Оние за кои светот не беше достоен. Скитаа во пустините и по горите и по пештерите и по земните јами. И сите тие, иако се посведочени преку верата, не го примија ветувањето. Зашто Бог предвиде нешто подобро за нив таму во иднина. Тој го припремал царството за овие луѓе, за нив. Но кажува, ова првен ќе дојде. Овие тешкотии. После, како резултат на сето тоа, како круна, ќе дојде вашето спасение и вашиот вечен живот. Кога зборуваме за нашата круна, мора таа да се вклучи во нашето спасение и во нашиот христијански живот. А овој наш свет гласно вика, драги браќи и сестри, не учи, избегнувај болка, избери полесен пат, со помалку отпор, избегнувај жртва. Зошто се жртвуваш? Зошто да му помогнеш на некој кога можеш тоа лично себе си да си го преуштиш? Зарем ќе го поминеш животот само со еден партнер? Пронајди друг, заслужуваш да бидеш и ти среќен. Го зборува ли тоа овој свет? И листата е долга, можеме со часови да ја читаме. По Библијата ова има свое место. Значи, круната доаѓа после одредени страдања и после одредени неволји. Дјаволот има склоност за владење. Пазете, дјаволот сакал да го даде царството на овој свет само за да би останал владар. Значи, на некој кој што му е толку драго нешто, бил спремен да го даде и тоа само за да стане он владар. Толку власта му била битна. Само Исус да му се поклони, а од друга страна Исус го оставил царството за да би дошол на ова земја. На кого сакате да му служите, драги браќи и сестри? Дали на оној кој грачевито се држи за власта, да е он само да биде владар, или на некој кој бил спремен да се лиши и да постане човек и да биде послушен и тоа до смрт на крст? Јас би сакал да му служам на Исуса Христа, затоа што тоа е убавината на карактерот и тоа го избрал он. На таква личност вреди да се служи. А потоа Христос овде кажува во 8-миот текст. Во 8-миот текст што кажува Исус? Ајде при крајот уште малку завршуваме. 4 глава 8-миот стих што кажува од Лука? А Исус одговори и рече: бегај од мене, Сатано, оти е напишено: поклонувај му се на Господа твојот Бог и само нему служи му. Сега што Исус го именува точно кој е он, сатаната. Оди од мене, Сатано, зашто само на Бог треба да му се поклонувам. Не знам дали сте го читале, еден фантастичен стих од Копнеш на вековите. Јас би го споделил со вас, кога Исус ги изрекол овие зборови. Пазите го ова. Ако читаме сега од 97 страни, малку е подолго, но ќе го извлечеме една реченица. Божјата природа, вели, блеснала преку напатената човечка природа. Запазите го моментот. 3 искушенија дошле
победил Исуса Христа. И сега кажува, оди од мене, Сотоно. И преко неговата напатена човечко тело блеснала Божја природа. Секојаш џаволот имал пристап. Само земете го апетитот. Колку во минатото, знаете, во Стариот Завет паднале токму на апетитот. И Ева, и Исав, и неколку други можеме да ги спомнеме. И сега еден човек во човечко тело, Бог во човечко тело го победил. Тој џаволот мислел дека нема шанси човек да го победе. Нема шанси во човечко тело некој да му се спротистави на неговите искушенија. И потоа кажува дека се грчел од бес. Можете ли само да го замислите, тој бес што тој не успеал да го наведе Исуса на искушение и морал да оде. И кажува овде текстот, и со ова завршуваме онака да го прераскажеме уште ова накратко. Го читам 13 стих и таму кажува: и откако го заврши секое искушение, џаволот отстапи од него за некое време. Значи, за некое време отишол. Не го оставил, но сега морал да оде и да го напушти. Јајде да повториме неколку кратки работи кои што се важни за нас. Што можеме да се поучиме од сето ова? Ова се генерални искушенија. Џаволот и тебе и мене ни приоѓа и денес. Што можеме да научиме? Да не се сомневаме во Божјата реч. Бог не го менува своето мислење. Како Бог кажува тоа во Библијата, тогаш е и така. Живееме од што? Од секој збор Божи, не само од леп. Не е само важно да ги задоволиме основните потреби, туку секоја Божја реч, каде е запишено во Библијата, мене ми е живот. Џаволот не може да не наведе на грев, друго можеме да научиме. Значи, јас имам слободна волја, а дали ќе прифатам, тоа зависи како ќе одлучам јас. Не можел Христа да го турне од храмот. Ангелите ме чуваат, но треба да ги одам оние патишта кои што за мене Бог ги одредил. Круна без крст не оди. Круна без страдање нема да дојде. Мада овој свет вика одбери полесен пат. Зошто да страдаш? Јас не знам кои се вашите моментални страдања во животот, но сите ги имаме, помалку или повеќе. И можеме понекогаш се чудиме зошто Боже, па се молам, постам. Зошто небесата не се отварат и не се симнат твоите благослови? Бог чека. Што чека? Го чека крајот. Драги браќи и сестри, да ни ја даде круната и да влеземе во царството Негово. И немојте никогаш да заборавите дека ова победа на Христа во пустината е и наша победа, драги браќи и сестри. Ова што Он го победил за мене и за тебе, не за себе. Она што Тој го постигнал ни се нуди и на нас. Покрај се што треба да бидеме предпазливи, покрај тоа што треба да бидеме предпазливи, ние треба и да му служиме на Бога со цело срце. Ете, видовме кои методи џаволот ги употребува. И она што треба да не го заборавиме. Кој го дава последниот збор за крајот на нашите искушенија, драги браќи и сестри? Кој го дава? Бог го дава. Ова е Негова победа за мене и за тебе. Па знаете, некој ке рече, па Христос бил Богочовек. Не сум и јас. Но она што Он го претрпел, исто го претрпел како ти и јас. И Он одел во нашите обувки и можел да ни помогне кога се искушуваме. Дури оној кој никогаш не подлегнал на искушенијата, тој знае колкава е силата на искушението. Знаете, ако јас подлегнам на искушение, тогаш јас никогаш нема да дознам каква е силата на искушението. Исус не подлегнал и знаел каква е силата на искушението. Само оној кој стално се спротиставува, ја знае силината на искушенијата. И затоа кажува во се е искушен. И затоа апостол Павле ќе каже, и гладен бев и во изобилство бев, но во сето тоа Христос ми даде моќ. И Он тоа го разбрал. Би завршил со неколку реченици со зборовите на Мартин Лутер. Тој рекол нешто интересно. Како можеме да го победиме џаволот? И тој кажува вака: кога џаволот дојде и чука на вратата на вашето срце и кажува кој живее овде,
тогаш Исус оди на вратата и кажува: Мартин Лутер живееше овде, но се пресели. Сега јас живеам овде. Кога Исус вели че го исполни вашиот живот, ѓаволот не може внатре, драги браќи и сестри. И нека Бог ни помогне да Он го исполни мојот и вашиот живот и ѓаволот да нема пристап до нашето срце. Амин.